Вкупно 38 обвинети, односно опфатени во сите предмети за собраниските инциденти, побарале амнестија, брифираат од судот. 23 од нив се од големиот судски предмет за крвавиот упад. Политичка слобода бараат пратеникот Крсто Муковски, Александар Василевски Нинджа, Никола Митревски Колјо, Горан Чангеловски Ќосато, поранешното обезбедување на Велјановски Горан Ѓошевски, вработениот во собранието Иван Цветановски, Оливер Радулов, Младен Додевски, браќата кои проговорија за инцидентите, Младен и Михаил Младеновски, меѓу другите и Захарија Симоновски. Но нема информации дали Митко Чавков, поранешниот директор на БЈБ, вработениот во МВР Душко Лазаров, како и пратениците Сашо Василевски и Љубен Арнаудов, дали ќе бараат амнестија, ниту за организаторите на Заедничка Македонија Игор Друловски, Богдан Илиевски, Борис Дамовски и Владо Јовановски, додека Игор Јуки и Јане Ченто потврдија дека нема да бараат политичко помирување. Премиерот Зоран Заев не го коментира законот за амнестија откако стапи на сила, се брзаше на свечен настан. Ве поканувам да дојдете. Нема да дадете. Сега не одговори на јавност. Зошто ќе дадеме одговори во соодветно време. Денеска да следиме стратегијата. Од Форумот за демократска Македонија законот за амнестија го оценуваат дека е донесен во замена за поддршка на уставните промени. Соопштуваат дека селективна амнестија не води кон помирување. Ослободувањето од одговорност на само една категорија учесници во настаните од 27 април поведува правна нееднаквост. Например, според законот, лицата кои неовластено носиле оружје или распрскувачки материјали се подложни на кривична одговорност, додека пак лицата кои им помагале на организаторите на потешко кривично дело се амнестирани, што ги потенцира негативните последици од политичка интервенција во материја од надлежност на стручно казнено-правни органи. Опфатените во предметите за крвавиот четврток можат уште утре да побараат амнестија. Правниците законот го истолкуваа како селективен, бидејќи не ги опфаќа сите.